Во собранието денес се одржа комеморативна седница посветена на жртвите од трагедијата во Кочани. Комеморативната седница почна со едноминутно молчење во знак на почит за споменот на 63-цата загинати во Кочани. На седницата покрај пратениците присуствуваа претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, премиерот Христијан Мицкоски, семејствата на трагично починатите во пожарот во дискотеката Пулс. Таа ноќ Кочани и Македонија не ги изгубија само своите синови и ќерки, туку изгубија и дел од својата иднина. Еден неповратен дел од нашата душа таа ноќ изгоре во Кочани. Таа ноќ, заедно со животите на 63 млади луѓе, со себе ги однесе и со ништата и плановите кои што туку почнаа да се градат. Говорики за одговорноста, претседателот на собранието Африм Гаши ги повика јавното обвинителство, судовите, Министерството за внатрешни работи и сите истражни органи да работат професионално, независно и целосно транспарентно. Надлежните институции, јавното обвинителство, судовите, Министерството за внатрешни работи и сите истражни органи да работат во овој процес со професионализам, независно и целосно транспарентно. Правдата не треба да биде ниту пребрза поради политички ефект, ниту пак задоснета. Само правдата и вистината можат да донесат мал спокој за семејствата и за општеството. Ги охрабрувам сите институции на правдата својата работа да извршат професионално и овој предмет точно да ги адресира грешките и виновниците за оваа трагедија. Трагедијата од Кочани нека биде последната трагедија на нашата земја, но и наш водич кон праведна држава со владење на правото. Семејствата на загинатите реагираат дека комеморацијата е задоцнета. Според нив, таа требала многу порано да се одржи. Нашите очекувања, надевајќи се кога ќе дојдеме овде дека ќе ни дадат почит и спрема нашите деца, се падна во вода. Комеморацијата за нашите деца со 63 жртви за една држава, со, да речам, со 2 страници читање и ајде чао пријатно, толку беше. Ова не го очекував. Уште една голема рана за нас родителите. После една година комеморација и со 2 страни читање на текст напишан, не знам, толку од мене. Катастрофа. Разочарување ептен голем. Да се надеваме барем правда за децата и дека институцијите ќе си ја признаат одговорноста и да се надеваме само на тој чекор. На друг, како што гледам, немаме никаква надеж. Ово беше последна надеж и ја изгубивме за жал. Ние, родителите, ќе си патеме, ќе си тражиме вистинска правда, на крајот се надеваме дека ќе ја добиеме. Општина Кочани и родителите на загинатите најавија дека во наредните 3 дена ќе се одржат повеќе настани посветени на одбележувањето на годишнината од трагедијата. Дел од нив е и одржување на литургија за упокоените во сабота 14 март во 8 часот во црквата Свети Великомаченик Георги, а во 9:30 општ парасто за упокоените во пожарот во дискотеката Пулс. Со верските обреди ќе чиноучествуваат неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан и неговото високо преосвештенство митрополитот на Брегалничката епархија господин Иларион.